Почитувани, ги следите регионалните вести. Македонија денес го одбележува 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. По тој повод пред споменикот на револуцијата во Тетово беше одржана пригодна свеченост. Со интонирање на химната на Република Македонија и едноминутно молчење во чест и слава на сите кои ги дале животите за слободата, денес започна одбележувањето на денот на македонската револуционерна борба во Тетово. Пред споменикот на револуцијата свежо цвеќе положи делегацијата на Сојузот на борци Тетово, Сдруженијето на воени инвалиди, делегација на армијата на Република Македонија, делегација на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и на ВМРО Народна партија и делегација на Српската заедница во Македонија културно-метничко друштво Свети Сава Тетова. На овој ден во 1893 година во куќата на Иван Хаџи Николов во Солун, Христо Татарчев, Даме Груев, Петар Попарсов, Антон Димитров и Христо Бутанџиев го формираа Македонскиот револуционерен комитет, од кој подоцна произлезе внатрешно Македонската револуционерна организација ВМРО или внатрешно Македонска Одринска револуционерна организација. Формирањето на ВМРО значи почеток на организираното македонско револуционерно движење, преку кое Илинден 1903 и Крушевската република преку нов и јасно резултира со создавање на современа самостојна македонска држава. Изминаа 122 години откако во основоположниците доктор Христо Татарчев, Даме Груев, Петар Поп Арсов, Иван Хаџи Николов, Антон Димитров и Христо Батанџиев во куќата на солунскиот книжар Иван Хаџи Николов ги поставија темелите на македонската револуционерна организација, која потоа ќе стане символ на македонскиот народ и неговата борба за слобода. Со надчовечки напори, саможртви и дисциплина на незините дејци и следбеници, организацијата успева да ја мобилизира интелигенцијата и народните маси, со векови угнетувани од назадниот и корумпиран османски јарем во борба за остварување на поправеден живот во автономна Македонија. Пред 122 години 6000 учители, лекари, книжари го поведоа народот на Македонија по патот на револуционерната борба, по патот до слободата. Тоа беа храбри, честни и образовани луѓе. Луѓе со добра мисла и чисто срце. Луѓе кои сакаат да обезбедат иднина за сите македонци. На тој пат се приклучија стотици и илјадници следбеници на македонската револуционерна борба. Многумина од нив падна, оставајќи ги своите коски на секоја педа на совекови нападената македонска земја. Но, колку повеќе нивната крв ја напојуваше мајката земја, толку повеќе таа раѓаше нови македонски синови и ќерки, кои уште посилно и пожестоко се бореа и одеа по зацртаниот пат за слобода на Македонија. Водени од длабоката љубов кон својата земја и кон сопствениот народ, македонските синови и ќерки се спротиставуваа на пропагандите и на многобројниот непријател. Иако исправени пред бројни предизвици, тие непоколебливо газеа напред, свесни дека само со сопствените сили можат да дојдат до посакуваната слобода. Девизата на ВМРО «Слобода или смрт» беше длабоко врежена во свеста на македонскиот народ и беше главната звезда водилка на македонските револуционери на патот до слободата. Со секој паднат борец, таа сјаеше на небото уште посилно, посветло, се додека конечно не изгреа македонското сонце на слободата. Македонскиот непокор не дозволуваше друга опција. Денот на македонската револуционерна борба 23 октомври се празнува од 2007 година, кога беше донесен и изгласан новиот закон за државни празници. Денот е наработена во чест на празникот низ цела Македонија се случуваат разни свечености, концерти и спортски надпревари. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар.
Во пресрет на 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, вчера се одбележаа 120 години од формирањето на внатрешната македонска револуционерна организација во Тетово, како и 25 години од постоењето на општинскиот комитет на ВМРО Демократска партија за македонско национално единство. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово со пригодна манифестација ги одбележа двата значајни јубилеи: 120 години од формирањето на внатрешната македонска револуционерна организација во Тетово, како и 25 години од постоењето на општинскиот комитет. Внатрешната македонска револуционерна организација ВМРО во Тетовско започнала да действува во 1895 година, или 2 години по формирањето на организацијата во Солун во 1893. Деновиве навршува 120 години од основањето на ВМРО во Тетово. Македонска револуционерна организација во нашиот град се формира во мигови кога зема голем замав во својата дејност, особено по одлуките на Ресенскиот конгрес. Имено во почетокот на есента 1895 година, идеологот на организацијата Гоце Делчев во Штип го подготвува еден од поистакнатите членови од тој град, учителот Ристо Червенелеков, кој бил назначен за учител во Тетово. За мошне важната задача, односно по директива на Гоце Делчев, да се формира Тетовскиот комитет на Македонската револуционерна организација. Задачата беше мощна и брзо била реализирана, бидејќи идејата за слободна Македонија била со големо воодушевување прифатена, а организацијата за мощне кратко време има 50 членови. На крајниот северозапад на Македонија, во подоснежните години МОРО или ВМРО во Тетово, ќе создаде мощна мрежа која се проширила речиси во сите села каде што живее христијанското македонско население и најмногу во градот Тетово. 23 октомври 1893 година во Солун, во куќата на Христо Батанџиев, се оформи Македонската револуционерна организација со прв председател Христо Татарчев. Почитувани, секоја генерација има своја борба. Борба затоа што секој си врежува дел од својата историја во своето паметење, во својата иднина. Така беше Гоце Делчев, Даме Груев, Питу Гули и сите останати илинденци кои се бореа за независна Македонија, суверена Македонија, бидејќи сакаа слободна и македонскиот народ да живее слободно и да има своја држава. Борбата на Ченто и Брашнаров и уште многу патриоти продолжува. Нашата борба на чело со Никола Груевски е борба за зачувување на идентитетот, на името, борба за патриотизам, борба на културен и на етнички и на секаков план. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Тетово е формиран на 8 октомври 1990 година. Во првиот иницијативен одбор за формирање на ВМРО ДПМН во Тетово беа господинот Благоје Јоанчевски, господинот Борче Сибиновски, Стефче Петрески, Дончо Симјановски, Небојша Арсич, Делчо Ристовски, организираја изборно собрание во Домот на културата во Тетово. На собранието беа присутни голем број на патриоти од градот и околината кои покрај иницијативниот одбор и представниците на тогашното раководство на партијата од Скопје зедоа активно учество во формирање на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово. Да се навратиме и на нас, да не заборавиме дека секој од нас има своја историја, па така имаме ние. Тука со нас во овие простории се основачите на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово, кои со новиот статут на партијата се нераскинлив ден од нашето ткиво како Совет на ветерани, на кој што председател при општинскиот комитет на Тетово е Константин Джогов, кој е активно вклучен во работата на општинскиот комитет. За заложбите, придонес и промовирање на партиските вредности на ветераните на ВМРО ДПМН им беа доделени пригодни признанија и благодарници. Снимка од целата манифестација ќе емитуваме по завршувањето на регионалните вести. И во Гостивар со приводна свеченост и културно-уметничка програма беше одбележан 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Одбележувањето заеднички го организираа Гостиварската гимназија и општинскиот одбор на борци.
за слобода си дала. На пригодна манифестација со културно-уметничка програма во Гостивар беше одбележан денешниот празник 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Прославата заеднички ја организираа Гостиварската гимназија и Општинскиот одбор на Сојузот на борци. За идејата за формирање на македонската револуционерна организација и нејзиното значење за револуционерното движење зборуваше професорката по историја Светлана Јовановска. Груев во летото 1891 во Битола покренал акција за конспиративно организирање. 1892 Иван Хаџиниколов во Солун имал размисли за создавање на тајна македонска организација. Даме Груев се враќа во Солун и дошло до поврзување на македонските интелектуалци. На 23 октомври 1893 година во Солун ја основа Македонската револуционерна организација. Даме Груев од Смилево, Битолско, доктор Христо Татарчев од Ресен, Петар Поп Арсов, Богомила Велешко, Иван Хаџиниколов од Кукуш, професор Христо Батанџиев, Џуменџе Енидже Мардарско, Антон Димитров, Ајватово Солунско. За една деценија револуционерна дејност на ВМОРО стана масовна всенародна организација предводена од истакнати интелектуалци. Таа особено широко се вкорени во сите збори на македонското население. Значајна улога имаат четите на чело со војводите како основна вооружена формација на организацијата. Нивни главни слогани беа Македонија на македонците и слобода или смрт. Во делот на културно-уметничката програма што гимназијалците ја подготвија со своите професори, имаше музика, познати цитати од македонските револуционери и рецитирање. Ангелски крилја как да си метне и наши страни да си прелете. На наши места ја да сидам, да видам Стамбул, Кукуш да видам. Ако како овде сонце ме стрети, ако пак мрачно сонцето свети, на път далечни ја ќе се стегнам и в други страни ќе си побегнам. Ова е 9-та година поред како 23 октомври се слави како државен празник. Денешниот ден е неработен за сите граѓани на Република Македонија. Расправија меѓу младинци во Тетово која преминала во физички напад и завршила со повредено лице бележи полицискиот билтен. По расчистувањето на случајот од страна на полицијата ќе биде поднесен соодветен поднесок. Инцидент меѓу младинци бележи полицискиот билтен. Според информацијата на МВР вчера околу 16 часот и 50 минути во Тетово во кругот на текстилното училиште Ѓоце Стојчевски, додека 18 годишно момче од село Новосело по завршувањето на часот по физичко се упатило кон училницата, било пресретнато од 17 годишно лице од село Джепчиште, поранешен ученик во наведеното училиште, при што настанала меѓусебна расправија. Според МВР 18 годишникот бил нападнат физички од малолетникот кој го удрил со топаница во пределот на лицето и му нанел повреда во вид на оток и модринка. Откако од страна на друг ученик е направен обид да ги раздвои лицата, поранешниот ученик извадил нож и со истиот замавнал кон 18 годишното момче. При тоа повредувајќи го ученикот кој се обидел да ги раздвои и го исекол на палецот од левата рака. Во полициската станица Тетово извршен е разговор со лицата и по целосно документирање и расчистување на настанот ќе биде поднесен соодветен поднесок, информираат од МВР. Тетово утре е домаќин на 14-тиот меѓународен карате турнир Тетово Опен 2015. Турнирот ќе започне во 10 часот во спортската сала на Средното медицинско училиште Никола Штеин во Тетово. Карате клубот Фати го организира 14-тиот поред меѓународен карате турнир Тетово Опен 2015. Почетокот на ова спортско случување е најавено за утре во 10 часот во спортската сала на Средното медицинско училиште Никола Штеин во Тетово. Организатор на турнирот е професор Арлинд Хусиени четврти дан. На карате турнирот ќе учествуваат каратисти од различни возрастни групи, кои ќе имаат можност да покажат колку се успешни во совладувањето на оваа древна спортска вештина. За најуспешните во карате турнирот Тетово Опен 2015 предвидени се медали и пехари.
Во судар на автобус и камион во близина на францускиот град Бордо загинаа 42 лица, а 5 биле повредени. Несреќата се случила на 57 километри од Бордо, при што возилата по судирот се запалиле. Автобусот пренесувал 50 патници, а според локалните медиуми повеќето од нив биле постари лица. Францускиот претседател Франсуа Оланд, кој денеска е во посета на Атина, изјави дека службите за вонредни работи биле мобилизирани и порача дека е длабоко трогнат од трагедијата. Денес имавме облачно време, предпладне наместа со повремени слаби врнежи од дожд. Утринската температура се движеше од 2 до 11, а дневната од 6 до 15 степени. Утре не очекува умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и малку потопло. Утринските температури ќе се движат од 1 до 10 степени, а дневните од 8 до 17 степени. Тоа беше се што ви подготви информативната редакција на Радио и телевизија КИС за овој празничен ден. Пријатно!